Министерот за труд и социјална политика Диме Спасов ја посети општина Чешиново Блешево, каде што на лице место се запозна со состојбите по поплавите и мерките што ги превзема општината за санирање на последиците. Телефонските броеви кои што се отворени во текот на вчерашниот ден се веќе на располагање и сите граѓани кои што сакаат да донираат можат да се јават и да донираат 100 денари. Исто така би сакал да истакнам дека за донацијата ДДВ-то владата ќе се откаже од ДДВ-то, истото ќе биде дадено на располагање за потребите за покривање на штетите од временските непогоди. Дополнително отворени се и сметки за донации. Секоја фирма, компанија може да донира и преку банкарска трансакција на сметката. Исто така отворена и девизна сметка за сите оние кои што сакаат и имаат интереса и веќе се пројавува интерес од странство да дадат соодветна донација. Дополнително во регионите кои што се зафатени од поплавите, каде што не се поврзани на водоводни мрежи, токму овде во Блешево, сега веќе во 5 населени места е забранета водата за пиење. Токму поради тоа направивме интензивна комуникација и соработка со приватните компании кои што произведуваат флаширана вода за пиење со цел континуирано да обезбедуваме потребни количини на вода, дополнително да се обезбедуваат и цистерни со свежа вода за пиење. Веќе донациите се реализираат во општината Чешиново Блешево. До сега се донирани околу 30.000 литри вода за пиење, која што е флаширана и веќе е дистрибуирана до 5 населени места каде што е забрането вода за пиење од чешма. И понатаму продолжуваме да ја следиме ситуацијата денес. Ќе ги посетиме сите населени места кои што се погодени од поплавите во оваа општина со цел да видиме на терен какви се состојбите и што е она што може дополнително да им се помогне на луѓето. Во рамки на општината Чешиново Блешево детектирани се 7 домаќинства кои што се потешко погодени од самите поплави од страна на стручните служби на Центарот за социјални работи. Дополнително продолжуваме да следиме и во соработка со Црвениот крст состојбата на овие домаќинства преку средствата кои што ќе ги обезбедиме од страна на донациите од граѓаните на телефонските броеви кои што се ставени на располагање од сите мобилни оператори. Ќе се потрудиме да покриеме дел од штетата која што е спроведена. Имено планираме координирани низа на акции, само што започнавме изминатите денови со основната потреба, тоа е вода за пиење, меѓутоа дополнително исто така и обезбедени се потребните количини на прехранбени продукти, пакети за лична хигиена и исто така облека која што преку Црвениот крст веќе им се донира на погодените домаќинства. Во следниот период ќе следат низа на активности, а на крајот ќе спроведеме и соодветна акција кога ќе дојде време и за потребната бела техника по кукнина и друга опрема која што ќе им биде потребна на самите домаќинства. Би сакал да се заблагодарам на сите приватни компании и граѓани кои што досега се вклучија во поддршката. Само за еден ден има донирано над 600.000 денари, што е солидна сума, меѓутоа сепак потребите со оглед на обемот и опфатот на ниво на Република Македонија има околу 100 домаќинства кои што се погодени и потребни се средства за помош и поддршка на овие семејства и ние како влада и како центри за социјална работа и како Министерство за труд и социјална политика веќе излегуваме во пресред. Дадена е насока на центрите за социјална работа да биде реализирана еднократна парична помош за овие семејства, а дополнително да се обезбедат и други донации кои што ќе им бидат потребни, меѓутоа сепак сите со заедничка поддршка можеме да им помогнеме на погодените региони. Инаку Спасов информираше дека досега во поплавените подрачја во Република Македонија се регистрирани 100 семејства на кои за почеток им е исплатена еднократна парична помош. За состојбата по поплавите еве што истакна градоначалникот на општина Чешиново Блешево Костадин Личков. Моментално се работи активно на мостот кај Кучичино, значи имавме во текот на синоќашта вечер до утриските часови работевме подкупување на едната ракла, значи еден стоп на тој нов мост, значи од многу доедената војда. Веќе стававме камења, песоци, се трудевме колку што може и мислиме дека го спасивме тоа.
а во текот на денешниот ден бев и до патот кај Видовиште Теранци, значи таму кај активно се работи, се надевам дека ќе го пробиеме овој пат и веќе граѓаните да бидат поврзани. Во акцијата за помош на поплавените подрачја се вклучи Општинскиот Црвен крст на Кочани. Црвениот крст на Република Македонија заедно со Општинската организација на Црвен крст во Кочани се на терен со најнеопходните работи за поплавените домаќинства. Најпрвин вода за пиење, флаширана чиста, исто така пакети со прехранбени продукти, пакети со продукти за дезинфекција, за лична хигиена. Досега имаме доставено над 4000 литри вода во поплавените места. Екипите се на терен, прават проценка за досегашните штети во домаќинствата. Ќе продолжиме и понатаму со нашата активност со оглед на тоа какви потреби ќе се јавуваат понатаму од наша страна. Градоначалникот Личков заедно со министерот Спасов го посетија и поплавеното подрачје, каде што се поврзуваат населените места Облешево и Теранци.